Ивана, здраво! Здраво! Што е Бокси? Бокси е мобилна апликација за читање и слушање книги, додека платформата позади Бокси поддржува и дигитализација целосна на издавачите, односно генерирање на аудиокниги од нивните постоечки книги кои што ги имаат во себе. Како воопшто дојде до идејата да развивате една апликација со мотото "Корици без полици"? Најнапред мапиравме еден проблем кој што звучи на следниот начин. Младите луѓе се помалку читаат. Малку пробавме да истражиме повеќе зошто е тоа така, дали е навистина така кај сите, дали е некој тренд, дали е можеби во некои држави или е на глобално ниво. И сфативме дека со појавата на социјални медиуми и многу големо време поминато пред екраните, полека се заборава физичката книга. Не велам дека ја снемува, него се става во втор план. И ние сакавме малку да поттикнеме некој вид на однесување за се повеќе да читаат младите луѓе, не само millennials, односно оние што се од прилика 30-40 години млади родители, туку и децата. И сфативме исто така покрај сето ова дека родителите и децата треба да имаат некоја заедничка активност, каде што покрај игрите дома, пред екран некој цртан или филм, да прават уште нешто заедно. Така дојде целата идеја за Бокси, дека книгите пред екран може да бидат и нешто забавно, односно како што читаат и слушаат книги може да добиваат поени. Интересно е тоа дека на самиот старт кога почнувавте се профилиравте како апликација за деца, а денес веќе може да се најдат навистина сериозен број на наслови на Бокси. Како течеше развојот на Бокси? Кога почнавме со детскиот профил, односно со детската апликација Бокси, почнавме со 200-300 наслови кои што ги имавме во Бокси, за денес да имаме на 40.000 наслови од светски издавачи и локални издавачи тука во Македонија. Се разви така што видовме дека покрај тоа што децава читаат на Бокси, доста позитивен фидбек имавме од самиот пазар, свативме дека треба да прошириме понудата и баш како што кажав и претходно да го направиме ова за младите родители со деца да имаат свој капче на читање книги и цела литература да биде на едно место. И свативме дека ќе биде најпрактично ако тоа биде под една претплата како Netflix за книги. Има над 40 издавачки куќи од Македонија и има и странски издавачи заради тоа што сакавме да понудиме и поголем избор на книги и литература. Ивана, кој е профилот на типичен корисник на Бокси? Најчесто се тоа млади родители со деца, како што спомнав, меѓутоа во детскиот свет најмногу се издвојуваат дечињата околу 5-6 години, кои што си ги наоѓаат своите омилени наслови на Бокси, меѓутоа и со истражување наоѓаат и нови наслови за да читаат. Например, има Дизни литература, има македонска литература, тука се Биби, Боби. Имаме и помали дечиња кои што веќе почнуваат да зборуваат, па сакаат да чујат македонска книга, па сега е интересно со Либи AI, нашиот асистент внатре што е во Бокси. Може да го прашате што се случува во книгата, па интересно им е на дечињата и да прашаат. Кај возрастните имаме најразлични, меѓутоа морам да ги издвојам околу 25 до 35 години групата. Трендот е, да речеме, 65% кон аудиокнигите. Дали е тоа заради тоа што се попопуларни или можеби и детскиот дел со аудиокниги исто така допринесува во таа бројка, еве на ниво на цела апликација ќе зборувам. Меѓутоа и самиот тренд на брзо живење, па мултитаскинг, додека прават една активност, не го пропуштаат моментот да слушаат книгата, дали е тоа трчање, дали е тоа движење, од едно место до друго со кола, автобус и слично така натаму. Така да аудиокнигите се малку позастапени во однос на користење отколку книгите, меѓутоа не се толку драстично за да има потреба понудиме само аудиокниги. Во тој контекст, следејќи ги трендовите, вклучивте и вештачка интелигенција. Што Либи асистентот им овозможува на корисниците на апликацијата? Целта со вештачката интелигенција е додавање на тоа како дел од искуството на корисниците, не беше само бабелот кој што се создава сега во цел свет
вештачката интелигенција е популарна, па ајде сега сите секаде да ја имплементираме, туку е нешто што го градиме веќе година и пол наназад и сега веќе конечно бевме спремни да го пласираме тоа на пазарот и да го лансираме. Целта на тоа е да им овозможиме на читателите на некој начин да видат за што зборува таа книга, доколку прв пат се среќаваат со тој наслов. Може да видат, да го прашаат асистентот, во кратки црти асистентов да им објасни што се случува во таа книга, па после да одлучат дали да ја читаат или не. На некој начин го олеснува читачкото искуство и им помага да ја одберат својата следна книга. Меѓутоа, вештачката интелигенција која што ја имаме кај нас не подлежи само на корисничкото искуство во апликацијата, туку повеќе се темели на дигитализацијата на издавачите и тоа е нашиот продукт во позадина кој што не се гледа толку на секојдневно ниво, а тоа е создавање на аудиокниги за издавачите. Значи било која книга што ја имаат во физичка или електронска форма, ние може да ја направиме во аудиокнига за 15 минути. Веќе имаме неколку дигитализирани книги, веќе се во бокси создадени од вештачката наша интелигенција, така да може да ги видите, да ги видат гледачите и да ни споделат фидбек. Колку домашните издавачи, домашните автори се расположени да се најдат на оваа апликација? Македонските автори ги добиваме или преку издавачите, или индивидуално. Тоа зависи од автор до автор. Околу 15% на книгите, сега зборувам од сите 40.000 кои што ги имаме во бокси, се од македонски автори. И особено ме радува што понекогаш и самите автори ќе дојдат до бокси и сами ќе ни пристапат сум или не сум преку издавач, дали може и како е постапката за да ја поставам својата книга на бокси. Имаме ние одреден процес, склучуваме договор, мора да ги добиеме електронските права за дистрибуција од авторот или издавачот, па потоа да ја представиме книгата во бокси и за секое читање или слушање авторот или издавачот добива средства по договорена претходно цена за тој наслов. Македонските автори тоа што го добиваат како фидбек е репортингот, односно точно се знае колку пати е читана таа книга, доколку добиеме некој коментар го споделуваме назад, или на самата книга има рейтинг, односно може да се дадат коментари и забелешки за книгата, така да и тоа е некој начин на собирање на тој фидбек. На кој начин се регулираат авторските права со насловите кои што доаѓаат од целиот свет практично, затоа што имате 40.000 наслови? Така, најчесто, односно најисплатливо е кога го добиваме тоа од издавачот, заради тоа што склучуваме договор со еден издавач и добиваме многу голем број на книги. Со HarperCollins, например, може да се пофалиме како тим дека успеавме да го договориме како еден од светски најголемите издавачи, кој што ни даде околу 20.000 аудиокниги на англиски јазик. И тој договор си подлежи на добивање на правата за дигитална дистрибуција од тој издавач. Освен на македонскиот, на кои други пазари сте присутни? Моментално сме на шведскиот и албанскиот веќе присутни со тоа што се уште ја собираме литературата на албански јазик. Сметам дека луѓето ќе сакаат повеќе алтернативи, односно покрај физичката книга. Многу пати сакам да го потенцирам тоа дека нема физичката книга да ја снема. Меѓутоа, мора да понудиме повеќе избори на читање или слушање во одреден момент, во зависност од тоа што му е потребно на корисникот. Понудата на пократки содржини, кои што се згодни за читање или слушање се нешто што му е потребно на пазарот и ние ќе се обидеме тоа да му го дадеме. Колку корисници во моментот има бокси? Бокси во моментов има 23.000 корисници кои што ја пробале апликацијата тука на македонскиот пазар. Кои се идните планови? Што понатаму? Понатаму очекуваме лансирање на нови пазари на самата апликација, значи бокси за крајни корисници. Меѓутоа сакаме и да се представиме со нашата платформа за дигитализирање на издавачи во другите држави кои што ги спомнав претходно. Кои се, Ивана, најголемите предизвици со кои што се соочувате во поставување на една ваква иновативна алатка на пазарот и комерцијално опстојување?
доаѓање до нови корисници и ширење на брендот, односно што е Бокси, да знаат што повеќе луѓе и да дојде самата апликација во рацете на повеќе луѓе, доста предизвикувачка активност, ќе кажам, од маркетиншки аспект, заради тоа што првично побарува доста голем буџет. Понатаму излезот на нов пазар, без разлика дали е тука блиску или малку подалеку, исто така побарува време и доста нетворк, односно познавање на луѓе од регионот и од тамошниот маркет. И затоа една од стратегиите беше да најдеме инвеститори кои што се од тие држави каде што сакаме да влеземе, за да ни помогнат во отварање на врати и запознавање на тој локален маркет. Кои се инвеститорите кои што во моментот веруваат во оваа македонска иновација и инвестираат во нејзин развој? Во моментов имаме инвеститори кои што се од Словенија, Грција и Албанија. Во иднина очекуваме и македонските инвеститори да се вклучат во нашиот подвиг.